Сето ова и требаше на Македонија. Еве го 25 години од 24 колку се од прогласувањето независност на државата, ние сме држава што најдоцна тргна во овој процес. Некој воопшто не ни тргна од екскомунистичките држави. Во дел од оние што ова се случуваше, помина и таму, со падни стани, со голем број пресуди во Страсбур. Така. Она што беше првичната идеја е дека земјите од Централна Европа треба да ни бидат примерот, затоа што таму беше најдобро спроведена. Тоа се Чешка, Словачка и Полска. Како беше таму спроведена? Временскиот опфат беше од 1980-та до нивното неосамостојување, туку до падот на режимот, до кога веќе немало влијание од Советскиот сојуз, кога веќе комунистичката партија не била на власт. Значи даден е период од 10 години, затоа што се претпоставува дека доколку едно лице кој ги прекршувало човековите права, тоа не го правело 10 години, понатаму не можете да знаете со сигурност дека ќе го прави. Единствен исклучок на ова правило, каде што процесот на лустрација застанува во 90-тите, почетокот на 90-тите, 90-та, 91-та во зависност од државата, е Литванија. Во Литванија завршува во 1993-та и таму имаме предмет пред Европскиот суд за човекови права, каде што судот вели оправдано е во случајот на Литванија, затоа што историската ситуација била таква, каде што КГБ и покрај осамостојањето во 91 на Литванија, уште 2 години имал контрола над делови од државата. Кај на што рече Венецијанската комисија? Кај нас Венецијанската комисија го даде ова како пример за да ни укаже дека ние не сме Литванија, дека тука немаше од СФРЈ служби метнати, туку навистина се осамостоивме и станавме независна држава. И дали сето ова и требаше на Македонија? Еве го 25 години од 24 колку се од прогласувањето независност на државата, ние сме држава што најдоцна тргна во овој процес. Некој воопшто не ни тргна од екскомунистичките држави. Во дел од оние што ова се случуваше, помина и таму, со падни стани, со голем број пресуди во Страсбур. Така. Она што беше првичната идеја е дека земјите од Централна Европа треба да ни бидат примерот, затоа што таму беше најдобро спроведена. Тоа се Чешка, Словачка и Полска. Како беше таму спроведена? Временскиот опфат беше од 1980-та до нивното неосамостојување, туку до падот на режимот, до кога веќе немало влијание од Советскиот сојуз, кога веќе комунистичката партија не била на власт. Значи даден е период од 10 години, затоа што се претпоставува дека доколку едно лице кој ги прекршувало човековите права, тоа не го правело 10 години, понатаму не можете да знаете со сигурност дека ќе го прави. Единствен исклучок на ова правило, каде што процесот на лустрација застанува во 90-тите, почетокот на 90-тите, 90-та, 91-та во зависност од државата, е Литванија. Во Литванија завршува во 1993-та и таму имаме предмет пред Европскиот суд за човекови права, каде што судот вели оправдано е во случајот на Литванија, затоа што историската ситуација била таква, каде што КГБ и покрај осамостојањето во 91 на Литванија, уште 2 години имал контрола над делови од државата. Кај на што рече Венецијанската комисија? Кај нас Венецијанската комисија го даде ова како пример за да ни укаже дека ние не сме Литванија, дека тука немаше од СФРЈ служби метнати, туку навистина се осамостоивме и станавме независна држава. И дека ако некој треба да одговара за периодот по осамостојувањето до денес, треба да одговара врз основа на законот за кривична постапка. Да. И сега видете, ние овде скоро целата емисија посветивме да зборуваме на луѓе што се лустрирани од 91 навам. Го споменавте случајот на Јордан Михајлов, ние сме принципиелни во Хелсиншкиот комитет. 17 ноември 1991 година е донесет Уставот на Република Македонија. Тоа треба да биде последниот, требаше да биде. Затоа што и друго прашање е дали вие можете после 23 години самостојност тогаш да го отпочнете процесот на лустрација. И тоа исто така спорно.